Климатските промени како глобално прашање со својата комплексност полека, но сигурно се наметнува како светски приоритет. Еден од најранливите сектори од негативното влијание на глобалното затоплување е земјоделството, односно производството на храна. Бројни анализи и научни студии покажуваат дека во Македонија може да се зголемат температурите од 3 до 5 целзиусови степени до 2050 година и да се намалат врнежите за 8% до 2075 година. Ова може да предизвика преполовени приноси кај некои стратешки култури во земјоделството. Овоштарството, како и целокупното земјоделство, директно е зависно од поволните климатски услови и сите осцилации со засилени поројни дождови, со подолготрени сушни периоди и намалени вкупни врнежи, зголемината и почеста појава на град и силни ветрови, се сериозна закана за опстојувањето на секој овоштар, кој зависи од произведеното на нивата. Од тука, сериозна е потребата за зголемување на свесноста за примената на адаптивни мерки кон климатските промени, кои носат помал ризик и намален стрес на растенијата за да се обезбеди висок квалитет, но и доволна количина од земјоделското производство. Сончевото зрачење со своите негативни последици врз плодовите во земјоделското производство насекаде може да се сретне. Само како еден пример е оваа сорта на јаболко Грени Смит, која е препознатлива по својата типична зелена боја, но под негативното дејство на сончевата радијација, оние плодови кои се изложени на директен удар на ултравиолетовите зраци ја менуваат бојата и од едната страна поцрвенуваат, што на крајот ќе ги селектира во второкласни. Намалувањето на ваквите негативни последици е еден од националните приоритети вградени во мерките за поддршка и субвенционирање. Следејќи ги овие програми, шансата за своите идни планови ја препознал и младиот земјоделец Петре Русковски од струмичкото село Доброшинци. Има 29 години и е дипломиран правник, но семејната традиција, нивите кои ги наследил од татко му и знаењето кое го има за земјоделското производство, придонело целото свое слободно време да го посвети главно на овоштарско производство. Подигнатите јаболкови насади на околу 1 хектар му се главна преокупација, но и главна екзистенција. Со семејството заедно обработуваат околу 3 хектари. Садат и малку тутун, малку произведуваат градинарски култури под пластеници, но најмногу е посветен на подигањето современ насад под јаболка, прв ваков во неговиот регион. Со овоштарство се занимаваме поодамно. Дедо ми бил агроном, работел во тогашните комбинати, земјоделски индустријски комбинати ЗИК Струмица. Традицијата продолжува, татко ми има подигнато со круши насад, исто така интензивен насад. Идејата за современ насад со густо насадени дрва и целиот покријан со мрежа за заштита од штетното влијание на сонцето и за заштита од град ја добил уште при планирањето. Заедно со советникот Стојан Глигоров од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, од Струмица заминуваат на едно показно патување на насад во Кумановско Младо Нагоричане. При посетата на овој насад, кој е опитно поле опфатено со проектот за адаптација кон климатските промени, проект на УСАИД кој го спроведуваше на терен мрежата за рурален развој, видел и одлучил дека и неговиот насад сака така да изгледа. Во околните држави во Србија, во Грција, натаму по интернет, гледавме како се направи насадите. Пратејќи ги медиумите, гледав цело време бе во тек со повиците. Имаше повик лансата година 2015 за млад земјоделец мерка 112. Бе во подрачната агенција за поддршка и развој, заедно со одговорниот советник таму, Стојан Глигоров. Направивме консултации, му кажав која ми е идејата, што сакам, како сакам, разгледавме неколку клипа таму во агенцијата, може да се изведе, нели може, има ли услови нашите клими, како се тоа. Поддршка, сакам да кажем дека имавме огромна од Агенцијата за поддршка и развој. Тие дури ме стимулираа уште повеќе дека во тоа е еднината, дека дори тој ми рече, вика, подобро, вика, 1 декар, вика, интензивен насад, него 2 хектара, вика, така, вика, да има засадено по старите системи. И главно од таму.
Идејата значи беше понудена од наша страна и понудена исто така размислена од страна на земјоделскиот производител кој што е млад фармер, меѓутоа со добри идеи кои што значи вредат понатаму за да биде сигурен во неговото производство, сигурен во неговиот квалитет на производство и така да овие заштитни мрежи и овој млад насад кој што гледаме, кој што во една прекрасна кондиција, сметаме дека понатаму ќе вложи со профит. Откако советникот Глигоров увидел дека е сериозен во намерите за осовременување на насадот под јаболка и откако на терен виделе како изгледа еден таков насад и се увериле во предностите на примината на мрежите за засенчување и за заштита од град во овоштарството, ги започнале процедурите на прибирање на документите потребни за апликација за поддршката. Видовме дека поставувањето на мрежите како заштитни мрежи или заштита од климатските непогоди можат да допринесат доста во развојот на земјоделското стопанство или во однос на заштитата при самата обработка или производство. Идејата како дојде за таа ситуација, значи за да се направи една финална конструкција или идеја се потребни двајца луѓе. Значи тоа е се едната страна е Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството како советници, пратејќи ги мерките од рурален развој. Поточно се работеше за мерка 112, значи со повратни средства од 600.000 денари. Поманово на Горичине бевме, имаше поставено на Круша, не знам колку точно, преку се беше. Едно огромно искуство. Видевме како се поставено, ги видевме резултатите. За наша среќа имаше дел кај што беше со заштитни мрежи, а па наредната година дел што не беше заштитен и гледавме разликата. Значи имаше побујне, поголем прирост на растение, имаше повеќе плодови за разлика од таму кај што беше од град зафатена површината. Поддршката за млад земјоделец предвидува неповратни 10.000 евра. По направениот план, Петар Русковски се одлучил до крајната цел, современиот насад, да дојде на полесниот и финансиски поприфатлив план кој предвидува поделба на инвестицијата во 3 фази, односно постепено во 3 години. Мерката 112 предвидува помош на млади земјоделци до 10.000 евра, повратно 10.000 евра. Јас имам аплицирано негде за поврат околу 500.000 денари, така нешто. Толку офаќаше, значи, целиот проект. 2015 аплициравме, значи за поделене на 3 рати, на 3 дела, така може да издржиме финансиски. Значи првата година 2015 беше тангирача и автомизер за прскање. Ова година 2016 е предвидена мрежата. Насадот под јаболка е поделен на 3 парцели. На првата веќе беше готово поставувањето на мрежата, додека на другите 2 површини поставени беа металните столбови и жиците и се подготвуваше местењето на UV заштитната мрежа. Иницијативите за примината на вакви мерки во земјоделството со кои ќе им се покажа на производителите на храна каков бенефит ќе имаат ако се приспособат кон климатските состојби, започнаа со проектот за адаптација на земјоделството кон климатските промени финансиран од USAID, што го спроведува мрежата за рурален развој на Република Македонија. Преку директни опити, преку апликативни мерки, земјоделците сами се уверат кон од користа на овие апликативни мерки. Тоа е всушност и крајната цел, така што и ова успешна приказна се заврши на крај со директна апликација на овие мерки од самите земјоделци кои што ги видоа овие бенефити. И во конкретниот случај имавме земјоделец кој што на својот овошен насад од јаболко ги аплицираше овие мерки, за да на крај сето тоа биде и изфинансирано од Националната програма за рурален развој, каде што комплетно се заврши целата ова инвестиција.
Примерот на младиот земјоделец Русковски, како доказ дека е можна реализација на современ насад, ги поттикна и браќата Тасеви, кои се одлучиле за насад со круши кои се повеќе се бараат на пазарот. На само 10 километри во селото Колишина, насадот веќе навлегува во полна родност, а со тоа расте и желбата и потребата и на овие земјоделци да го покријат насадот со мрежи. По сите завршени консултации, веќе и тие имаат аплицирано за поддршка и чекаат одговор од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Но насадот во Добрушинци, кој уште оддалеку, кога ќе поминувате по патот кон селото, ги мами вашите погледи со својот современ изглед, се покажа дека е само еден успешен пример, како показател дека вакви насади треба и може да никнат на многу повеќе локации во Македонија, искористувајќи ги поволностите и поддршката од националните програми.